Македонските земјоделци со низа забелешки за законот за масовна продажба на државно земјоделско земјиште по багателни цени од 0,5 до 1 евро за квадрат. Стравуваат дека државата ќе го дотепа и онака сиромашниот земјоделец, особено оној кој нема своја земја. Бараат нивните предлози владата да ги прифати, а не да си тера по свое. Нашиот предлог е да одиме со она што не отидовме во приватизацијата на фирмите, а тоа е да го приватизираме земјоделското земјиште на начин што сите граѓани на Македонија ќе добијат. Можеме да одиме со ваучери, како што беше приватизацијата во Словенија или во Чешка или во Словачка. Меѓутоа, таа земја е на сите нас луѓе. Наша е оваа земја. И треба сите ние да добиеме нешто од таа земја. Само на таков начин, ако сите добиеме од таа земја, ние ќе можеме да влеземе заедно во средна класа. А вака 80% од луѓето се во сиромаштија. Нацрт законот предвидува идниот инвеститор по 10 години стопанисување на земјиштето да може да го претвори во градежно. Министерот Хоџа уверува дека земјоделците не треба да се плашат од такво нешто, но не гарантира дека тоа нема да се случи. Со предлог законот, барем во наредните 10 години тоа земјоделско земјиште нема шанси да се пренамени. А во постоечкиот закон може и утре општината да побара да се пренамени земјоделското земјиште и ние немаме никаква моќ како министерство тоа да го спречиме. Според Агенцијата за катастар на недвижности, околу 577.000 хектари во земјава се класифицирани како обработливо земјиште. Од нив околу 240.000 или 41% се во државна сопственост и управувани од Министерството за земјоделство. Изминатите 20 години во функција се ставени околу 130.000 хектари од вкупно расположливите 240.000. Необработени и запуштени се преку 100.000 хектари. Во земјава има повеќе од 50.000 хектари државно земјоделско земјиште кое треба да биде ставено на продажба по ниски цени и кое дури ќе може да биде пренаменето во градежно или да се дава под концесија за експлоатација на минерални суровини или за геолошки истражувања. Според експертите, ова би можело да биде погубно за една земјоделска држава како што е Македонија.